Беше тоа на 15 октомври 1891 година, кога действувајќи според планот за придобивање на Скопскиот валија Ејуп Паша, митрополитот Теодосиј, сметајќи на австриските аспирации кон Македонија и на ветувањата за политичка автономија на Македонија, го повикал кај себе австро-унгарскиот конзул во Скопје, Шмукер, и го замолил да посредува меѓу него и Пашата. Шмукер ја прифатил понудата за посредништво и преку него Теодоси му дал подкуп на валијата во висина од 200 турски лири. Сметајќи се за безбеден од турската власт, митрополитот Теодоси започнал со разработка на планот за привлекување и на другите македонски епархии и црковно-училишни општини за обнова на Охридската патријаршија. Беше тоа на 15 октомври 1912 година, кога во Прилепскиот регион се борела четата на Крсто Гермов, наречена Прилепски летачки одред. Војводите Мирче и Јаргир мобилизирале околу 1000 милиционери и на 15 октомври разбиле еден турски коњанички одред на просторот меѓу Прилеп и Плетвар. На 20 октомври го ослободиле селото Тополчани, а на 23 октомври влегле во Прилеп како ослободители. Во меѓувреме судействувале со српските воени формации. На Селечка планина кај Студенчица, прилепската местна милиција, действувајќи во тилот на турската војска, успеала да заплени големи количества храна и воен материјал. На планината Бабуна прилепските чети овозможеле српската војска да ги пробие турските позиции на Присад, поради што војводата Ѓурулков добил лична благодарност од српскиот престолонаследник кнезот Александар. Меѓутоа, за кратко време српските власти ја заборавиле помошта од македонското население. Сите чети ги нарекувале бугарски, а војводата Ѓурулков го прогласиле за штетен за српската политика, па го затвориле. На 15 октомври 1975 година во Битола беше формиран Завод за заштита на културно-историските споменици, природните реткости и музеи, вклучувајќи ја и Хераклеа. Заводот всушност беше создаден со прераснување и преименување на музеот на град Битола, основан во 1934 година. Новата институција, на која кон крајот се приклучи и уметничката галерија, има комплексна структура од историски, археолошки, етнолошки и ликовни збирки, а вкупниот број експонати се движи околу 50.000. Беше тоа на 15 октомври 1986 година, кога во Скопје во адаптирани простории на старата железничка станица е даден во потреба салонот на вестникот Остен, во која што е отворена 18-та изложба на Светската галерија на карикатури на тема Се е кабаре. На 15 октомври 1992 година во Скопје е регистрирана Демократската партија на турците на Македонија со седиште во Скопје, а за председател е избран Ердоган Сарач. Беше тоа на 15 октомври 1993 година, кога во Париз Автомотосојузот на Македонија, АМСМ, е примен за полноправен член на Светската автомобилска федерација ФИА. На 15 октомври 1995 година, по 20 месеци грчко ембарго, отворена е македонско-грчката граница. Беше тоа на 15 октомври 2017 година, кога се одржаа локалните избори во Република Македонија. Беше тоа на 15 октомври 1950 година, кога е роден Благоја Ѓоргиевски Буштур, македонски и југословенски кошаркар. Во 1967 година бил вклучен во сениорската екипа на Работнички. Со Работнички во сезоната 1975-76 стигнал до полуфиналето на Купот на победниците на куповите. Во прошталниот надпревар во дресот на Работнички, одигран во Градски парк на 12 мај 1984 година пред околу 2500 гледачи, организирал и ја довел ветеранската југословенска репрезентација да се надпреварува против Скопскиот клуб. На 29 јануари 2020 година, при управување со своето возило, изгубил контрола и излетал од коловозната лента, а потоа удрил во бетонската жардинјера.
починал на самото место на несреќата. Работнички го повлекол бројот 13 од употреба на клубските дресови. На 15. октомври 2006 година почина Часлав Божиновски, несомнено еден од најголемите фудбалски легенди кој направи како играч, а потоа како тренер и директор, мина 30 години од својот живот во фудбалскиот клуб Вардар. Повеќе од една деценија беше тренер и на младата екипа на Вардар, која под негово водство во 1984 година триумфира во младинскиот куп на поранешна Југославија. Божиновски исто така беше директор во фудбалскиот клуб Вардар, кога во надпреварувачката 1986-87 година црвено-црните се искачија на шампионскиот трон во првата Југословенска лига. На 15. октомври 2022 година почина Марин Бабич, македонски глумец. Запаметен е по бројните и значајни улоги не само во својата матична куќа, туку и во други театри и проекти. Позначени улоги има во представите Болен Дојчин, Лиза, Свадба, Учени жени, Собирен центар, Демонот од Дебармаало, а неговата актерска кариера ја одбележуваат и бројните филмски и телевизиски улоги. Бушавата азбука, Наши години, Оловна бригада, Јад, Нели ти реков, Доротеј, Јужна патека, Тетовирани души, Претежно ведро, Училиште за кловнови, Збогом на 20. век и многу други. Радиокариерата ја заокружи со популарната радиоемисија за готвење во некогашниот радио Равел. Бабич бил идеен творец на култната манифестација Глумците пеат и на поетскиот серијал Бебули. Во 2023 година во негова чест повторно се враќа манифестацијата Глумците пеат, која ја организира неговите ќерки Маја и Ира Бабич. 15. октомври е глобален ден на миењето раце.